Почитувани представници на медиумите, оваа пресконференција ја свика во својство на претседател на постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, со цел да обзнанам дека и покрај сите правни перипетии и обиди за саботажа, одлучив надзорната расправа за темата за аерозагадувањето да се спроведе на оваа комисија и тоа согласно првично предвидениот распоред, а тоа е денес, сега, поточно во 11 часот во салата Борис Трајковски. Ова го темелам на тоа што имам добиено допис од страна на спикерот на Собранието од 4.2, со кој тој ми го препраќа барањето на 20 пратеника, со кој што тие бараат оваа комисија да свика надзорна расправа. Јас како претседател на комисијата, односно службено лице, овластено да свика оваа комисија, имам не само право, туку и обврска тоа да го направам, согласно член 21 став 3 од Законот за Собранието и согласно член 214 став 5 од Деловникот. Од тука, доколку не го сторам тоа, ризикувам кривична пријава за непостапување, односно неизвршување службено действие од страна на 20 пратеници, кои што побарале од мене да ја свикам оваа надзорна расправа. Во текот на овие денови имаше правна недоумица, односно спикерот ми прати и втор допис со кој што ме известува за некакво мислење на комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, на што јас поднесов управен приговор со кој што го спорам ова мислење. Имено ова мислење не значи автентично толкување и тоа нема задолжителна правна сила ниту за спикерот, а ниту за мене, дотолку повеќе што усвоеното правно мислење е резултат на потенцијален судир на интереси на претседавачот Миле Левков, за кој што ние ќе поведеме и постапка пред Државната комисија за спречување на корупција. Од тука сметаме дека се исполнети сите законски и деловнички услови оваа прва надзорна расправа во овој парламентарен мандат да се одржи во онаа комисија во која што ја избрале 20 пратеници, имено во случај на преклопување на надлежности, а тоа е ваквиот случај каде што има 3 комисии надлежност за ова правно прашање, правото на избор е неприкосновено на подносителите на барањето, во случајов тоа се 20 подпишани опозицијски пратеници. Така што ве поканувам веднаш после пресконференцијата да ја проследите надзорната расправа во салата Борис Трајковски, на која што веќе има присутни и поканети гости. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелите. Так. Да. Да. Па во овој случај не постојат предуслови за такви правни инструменти, затоа што претседателот, според мое уверување умешно и во право, не донесе никаков правен акт со кој што ја поништува првично закажаната комисија. Ако следите на Собранискиот вебсайт, таа комисија не беше симната од дневен ред и таа, откако јас ја закажав, таа комисија стои. Спикерот Гаши знае дека доколку донесе такво решение за поништување, тоа би било предмет на понатамошна судска елаборација пред Уставниот суд во интердиктна заштита и според мене затоа до денот на одржување и до часот на одржување тој не донесе такво решение. Од тука отпаѓаат правните претпоставки за поведување на таков спор пред Уставниот суд. Па вака, заклучоци се носат на крајот од надзорната расправа. За самата надзорна расправа, согласно Деловникот, не е потребен кворум за работа. Од тука покрај членовите и замениците на постојаната анкетна комисија, право на присуство, учество и поставување прашања имаат сите пратеници. Во исто време гледате дека се закажани дузина комисии, така што и тоа е уште еден обид за саботажа, но секој кој сака да присуствува има можност сега да присуствува. Поканети се вкупно 40 гости, колку ќе дојдат јас не сум информиран, тоа го прават стаферите од службата, ќе видиме колку ќе се појават сега во моментот на започнување на расправата.